Добар ден, правачиња. Јас сум наставник Марија и денеска ќе продолжиме уште еден час по математика и пак ќе учиме за мерење на време, но сега малку подолго време, денови и недели, месеци и години. Што е цел на денешниот час? Да ги научиме деновите во неделата, месеците во годината, да го знаеме нивниот редослед, значи кој ден и кој месец пред кој е и кој е после нив. И да сватите дека 7 дена прават една седмица, 30 или 31 ден прават еден месец, 12 месеци една година. И сега ќе ви кажам што ќе ви биде потребно за денеска за овој час. Секако тетрадката по математика и училишниот прибор и математика учебникот втор дел на страна 10 и страна 11, доколку не ви се завршени. Подгответе ги потребните работи и почнуваме. Ке започнеме со една гатанка. 7 браќа и сестри. Лете растат, а зиме се смалуваат. Што е тоа? Денови, така е. 7 браќа и сестри. Лете растат, значи во лето денот е голем, а зиме се смалуваат. Во зима, знаете дека рано се стемнува и тоа се денови. Ајде уште една гатанка. Има 12 кули, секоја кула по 4 спрата, а на секој спрат по 7 прозорци. Што е тоа? 12 кули, секоја кула по 4 спрата, а на секој спрат по 7 прозорци. Ви текна се сетивте година. Тоа се месеците, значи 12 кули се месеците, 4 спрата се што? 4 недели и на секој спрат по 7 прозорци, тоа се 7 денови. И сега веќе откривме што ќе учиме. Денови и недели, месеци и години. И сега ќе продолжиме со една приказна. Главни улоги во оваа приказна се Медо, Лиска и Волчко. А замислете си една сцена, тоест каде се случува дејството во една шума. И е доцна есен, веќе се наближува зима. Медо е пред пештерата, а за дрвото се среќаваат Лиска и Волчко. И Лиска му се обраќа на Волчко. Добар ден, Волчко! Како си? Што си се згрчил така? Добар ден, Лиске! Добар сум, но многу ми студи, па затоа сум згрчен. Зарем твојот топол дебел кожув не те грее? Еве, мене многу ми е топло од мојата бунда. Само малку ми студи на нозете. Токму така, и мене ми студи на нозете. Затоа дојдов овде кај пештерата на Медо. Секој ден го гледам како шета низ шумата. На нозете носи прекрасни чорапи. Носи чорапи? А какви се по боја? Јас, Лиске, не се разбирам од бој. Медо ги спружува своите чорапи и ги здогледува Волчко и Лиска. Еј, вие, што правите овде кај мојата пештера? Драг Медо, дојдовме да те прашаме од каде ти се чорапите? Еве доаѓа зима, а нас многу ни студи на нозете. Моите чорапи ми ги сплете кокошката плетачка. Знаете, и мене нозете секогаш ми беа студени. Морав да ги тријам со шепите и да ги затоплувам. Но штом ќе престане со триењето, нозете повторно се ладеа. А јас имам толку многу работа, па не можам само да седам и нозе да тријам. Затоа отидов кај кокошката плетачка, ја замолив и таа ми сплете 7 пара чорапи во разни бои. А зошто твоите чорапи имаат различни бои, Медо? Кокошката плетачка ми сплете 7 пара чорапи во 7 различни бои. Сините чорапи се за понеделник. Жолтите за вторник,
зелените за среда, розовите за четврток, портокаловите за петок, црвените за сабота, а белите за недела. Иако сум стар, во недела сакам свечено да бидам облечен. А знаеш, Медо, за мене е доволно да имам само еден пар чорапи. Лиске, секој треба да има повеќе пара чорапи. Чорапите лесно се валкаат, па треба да ги менуваме секој ден. А Медо, а дали ке сака кокошката плетачка да ни сплета чорапи и нам? Не знам. Појдете во селото. Таа живее во крајната куќа. Што ќе се случи да дојдете да ми кажете? А сега до гледање. Јас имам работа. Морам да се подготвам за долгиот зимски сон. Ви се допадна приказната? Знам дека ви се допадна. Значи, во оваа приказна се зборува освен за животните и нивниот разговор и за деновите во неделата. Како Медо носел секој ден различни чорапи. Првиот ден во неделата се вика понеделник. Понеделник прв е делник, тогаш баба прави зелник. Секој наутро тешко се буди, кога наутро зора руди. Вторник. Вторник е ден втор. Сите дечиња се во двор. Во училиште часови 5. Минуваат како птица во лет. Третиот ден, дечиња, е среда. Во средина седи среда, стисната како помеѓу греда. Велат дека носи среќа на сите луѓе по една вреќа. А четврти ден е четврток. И за него вака се стиховите. А по среда четврток доаѓа. И како ветер брзо ни проаѓа. Четвртиот ден не е лесно, во училницата ми станува тесно. Петок. За сите ученици е рај, на работната седмица и дојде крај. Петтиот ден се вика петок. Тој што не го сака е навистина реток. Шестиот ден е сабота и во неа нема работа. Ден за шетање и одмор по улица или двор. И на крајот седела недела. Последна е таа седма. За подготовки е за седмицата следна. Деновите се вртат исто како и часовите во круг. Кога заврши недела, пак по неа следува понеделник. Значи, понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела. 7 дена ја прават неделата или седмицата, една недела или една седмица. Ајде сега да повежбаме малку. Ако денеска е среда, кој ден ќе биде по 2 дена? Знаеме? Среда, по 2 дена, четврток, петок. Значи по 2 дена ќе биде петок. Ако денеска е среда, кој ден беше вчера? Пред среда? Вторник, така е. А кој беше пред 2 дена? Кој ден беше пред 2 дена? Понеделник. А кој ден ќе биде утре ако денеска е среда? По среда доаѓа четврток. И така, деновите се редат еден по друг, но ние мора да знаеме и кои денови поминале и кои денови следуваат или ќе дојдат. И сега имаме една задача за детективот Мики. Еве го Мики, детективот. Мики е детектив. Деновите му поставија многу тешки задачи. Дали ќе ги реши? И дали ние можеме да му помогнеме? Вака сега. Денес е четврток. Ајде нека ти помогне ова лента долу и еве го четврток вака со розово и таа лента ќе ни помогне да му помогнеме на Мики. Кој ден беше вчера? Пред четврток е добро.
Кој ден бил пред 2 дена? Ајде да видиме пред 2 дена, исто како бројната оска. А кој ден бил пред 3 дена? 1, 2, 3. Понеделник. А кој ден ќе биде утре? Сега одиме на напред, значи утре е ден што следува, петок, така е. Кој ден ќе биде по 2 дена? 1, 2. Знаеме, го препознаваме. И кој ден ќе биде по 3 дена? 1, 2, 3. Значи, по 3 дена ќе биде недела. Така е. Браво за тебе! Што треба веќе да знаеме? Дека една недела или една седмица има 7 денови. А што прават повеќе седмици, повеќе недели? Дали знаеме? Повеќе денови и седмици прават месец. Еден месец. Значи, месеците се составени од денови или седмици. А знаеме дека повеќе месеци пак прават што? Година. И сега, 1, 2, 3. Брзо помисли и правилно поврзи. Во кој месец е денот на мама? 8 март, така е. А во кој месец цветаат дрвјата? Сега кој месец сме? Април. Во кој месец празнуваме Божик? Така, јануари. А во кој месец тргнуваш на училиште? Септември. Во кој месец завршува школската година? Во месецот јуни, така е. И веќе знам дека ти неколку, па може би и сите месеци ги знаеш. Браво за тебе! А сега да видиме како се подредени месеците. Првиот месец е јануари, вториот февруари, третиот март, четвртиот април, петтиот месец е мај, по него следува јуни, јули, август, септември, октомври, ноември и декември. Тоа се 12 месеци што прават една година. Како на гатанката. Една мајка 12 деца родила, а тоа се 12 месеци. Сега ќе ве научам јас вас како мене мојата баба што ме учеше како да знам кој месец колку денови има. Бидејќи некои месеци имаат 30 дена, а некои имаат 31 ден. Само еден месец е најмал од сите, најкраток. Тоа е месецот февруари. И тој понекогаш има 28 дена, а на секои 4 години има 29 дена. Значи, рачињата ќе ги ставите вака. И сега, што гледаме? Дека овде имаме како ритче и долче, ритче, долче, или височко, па ниско, високо, ниско, високо, ниско. И така, тоа високото ги покажува што? Деновите со поголем број, месеците со поголем број на денови, а оние што се во вдлабнатинката со помал број. И сега вака почнуваме. Еве, гледај од тука. Јануари е првиот месец и се наоѓа на високото, значи има 31 ден. Потоа е февруари, тој се наоѓа во вдлабнатинката, значи ќе има помалку денови, 28. Март е на високо 31, април 30, мај 31, јуни 30 и јули 31 и веќе тука немаме место, па затоа ќе продолжиме на другата рака. И таа почнува со
високо и затоа јули и август еден до друг месец имаат по 31 ден. Значи август 31, септември 30, октомври 31, ноември 30 и декември 31 ден. И сега мислам дека ви е јасно, вака со помош на рачињата, да одредите кој месец колку денови има. Така е полесно. И сега дојдовме до заклучокот. Запомни, една година има 12 месеци. Значи, една година е еднаква на 12 месеци. Некои месеци имаат 30 денови, а други 31. Само февруари има 28 или 29 денови. Ова е нешто што треба добро да го запомниш. А еве овде идеја за да се направи еден постер, како во првата гатанка, еве ги 12 кули, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И секоја од тие кули има по 4 спрата, а секој спрат по 7 прозорци, тоа се деновите. И сега вака, јануари, февруари и март, бидејќи е зима, па ги направивме со сина боја, да не подсетува на студот. Во пролет, кога цветаат дрвјата и се е розово, април, мај и јуни, пролетните месеци, се со розова боја, а во јули, август и септември, кога е лето и е жешко и нашите образи се црвени, и затоа ги направивме црвени овие 3 месеци, и кога паѓаат лисјата во есен пожолтени, октомври, ноември и декември, ги направивме кукичките да бидат жолти. И така овој постер ни стои во училницата. А сега малку да споредуваме време, бидејќи и минатиот час учевме за време кога мериме нешто пократко, а сега учевме за време кога мериме нешто подолго, па можеме да направиме споредба. Ајде да видиме. Кое време е подолго, погодуваме? Година или недела? Што мислиш? Недела или месец? Ден или месец? Кое е подолго време? Секунда или минута? Час или минута? И час или ден? И сега ќе се провериме дали точно сте решиле. Година и недела, што е подолго? Така е, година. Недела и месец, што е подолго? Месец. Ден и месец. Месец. Секунда и минута. Минута. Час и минута. Што е подолго? Час. И час и ден. Што е подолго? Ден. Браво! Значи, веќе знаеме како да споредуваме време. Ајде да провериме сега што научивме. Една седмица има 7 денови. Денови се кои? Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота и недела. А колку денови има во еден месец? 30 или 31 ден. А годината има колку месеци? Така е, 12. Ајде да видиме. Февруари има 28 или 29 дена. Потоа, месеци во годината се јануари, јуни, јули, ноември, декември. Така е, 12 месеци што треба добро да ги извежбаш. Ако сега е март, кој месец бил пред него? Јануари, февруари, март.
Значи пред март е кој? Февруари, а кој ќе биде после него? Март, април, така е. Ако сега е септември, кој месец бил пред него? Август, а кој ќе биде после него? Октомври. Браво за тебе! И сега е време да ги завршиш своите задачи во учебникот, доколку не се веќе завршени. Овде, според тоа во кој ден ќе ти се падне овој час да го работиш, ќе одбележуваш според барањата. Оваа втората вежба е како претходната што ја работевме, споредување, кој временски период е подолг. А овде се измешани деновите и треба да им ставиш реден број. Значи, прв е понеделник, вторник е 2, среда 3 и така натаму ќе продолжиш. Исто и со месеците. Јануари е 1, февруари е 2, март 3, април 4 и така натаму ќе ти помогне некој од повозрасните дома, бидејќи се уште не знаеме да читаме. И тоа беше се. Се надевам дека се ти е јасно за единиците мерки за време и ти посакувам многу успех понатаму.